Сдруженијето на европските автомобилски производители објави дека во првиот месец од годинава на пазарот се пласирани за 6,2% повеќе возила во споредба со истиот период минатата година, со резултат од 1.061.150 продадени возила, изминатиот месец е 29 поред во кој се забележува позитивен баланс. На сите 5 основни пазари во Европа се забележува подобрување во бизнисот, а тоа е со двоцифрено процентно зголемување во Италија од 17,4% и Шпанија 12,1%, а во Франција е 3,9%, во Германија 3,3% и Велика Британија 2,9%. Лидер во продажбата во Европа останува германскиот производител VW Group. Тој регистрира минимален раст од 0,8% во јануари. Конверзијата на концернот достигна 256.989 примероци. Второто место е за PSA Group со 112.332 продажби и раст од 3,9%, а третото за Renault Group со 96.095, односно позитива од 0,7%. Кај премиум марките, лидер е Audi со 60.933 имплементации пред Mercedes-Benz со 54.363 продажби, а трета BMW со 52.045 единици. Како последица на скандалот Дизелгейт, Германија предвидува спроведување на неочекувани тестови за мерење на издувните гасови кај сите автомобили што се сообраќаат низ државата. Имено ќе се врши анализи на автомобилите во стилот на допинг тестовите во спортот, без претходна најава. На принципот на случајноста ќе се избираат автомобили од фирмите за изнајмување на автомобили и ќе се тестираат исфрлени во атмосферата штетни гасови. За таа цел ќе бидат изградени државни пробни пултови од Федералната служба за патент транспорт. Надзорот над овие контролни пултови ќе се преземе од Сојузното министерство за транспорт. Дополнителните проверки ќе помогнат да закрепне намалената доверба во автомобилската индустрија по оние скандали со емисијата на штетни гасови. Во исто време, најавена е можност за воведување на данок при купување на автомобили со многу висока потрошувачка на гориво и емисија на штетни гасови, како и нови бонуси при купување на електрични возила. Незината главна идеја е да се постигне фер баланс помеѓу возилата со високи емисии на CO2 и такви кои со незначителните гасови придонесуваат за заштита на климата. При исфрлање на 95 грама CO2 на километар би се платило еднократна екотакса од 50 евра, при емисии над 200 грама износот би можел да порасне до 1000 евра. Македонскиот увозник за возилата на Peugeot, компанијата Euroimpex, ја има улогата регионален импортер за францускиот гигант на дел од пазарите на Балканот. Ова е, би рекла, награда за 25 годишната доверба која ја има Euroimpex кај својот принципал, па по успехот во Македонија, успешно делува од јули 2014 на пазарите во Србија и Црна Гора, од јануари 2015 на Косово и од стартот на годинава во Албанија. Навистина голем пазар со популација од над 15 милиони луѓе и извонредна можност за посилно позиционирање на Euroimpex, кој навистина сериозно ја свати својата улога и веќе поставува здрави темели за понатамошна што поуспешна работа во регионот каде делува. Официјално, од 1 јули 2014 година го преземавме пазарот, Србија и Црна Гора. А тоа беше довербата, кажано страна на принципалот, пред се би рекол поради нашиот минат труд од 25 години, достапувајќи го брендот Peugeot во Македонија. Понатаму беше самиот бизнис план, со нашиот план за развој и покривање на тие два пазара. Сигурно еден мал дел во таа одлука на принципалот беше тоа што покажавме како компанија дека можеме и надвор од границите наши да работиме, е тоа што ние веќе 6 години назад го запуваме уште еден бренд во Србија, тоа е брендот Mitsubishi.
што сигурно допринесе, значи, да таа одлука на принципалот да потврдиме дека некоја компанија, би рекол мала локална или од мала држава може да да работи на пазар поголем од границите на својата земја. Така да од 1 јули 2014 го преземавме брендот Peugeot, по Србија и Црна Гора, од 1 јануар 2015 Косово и сега од 1 јануар 2016 Албанија. Така да Еурипекс моментално е застапник на регион, значи на регионот околу 15 милиони популација и во вкупно 5 земји. Работиме на тоа да го вратиме брендот на ниво на кое што бил, конкретно зборам за пазарот во Србија и во Црна Гора. Во секој случај, поради тоа што стариот увозник во тие изминати 2-3 години имаше проблеми, едноставно дојде до паѓање на имиџот на брендот, поради не може да се испорачат возила на време, резервни делови. Исто, така да целта ни е да го вратиме во најмала рака, значи на претходното ниво, значи или претходниот маркет шер кој што имаше стариот увозник, а понатаму нормално и да го зголемиме тоа. Инаку таргетот ни е за 2016 година 900 возила. Значи не идеме по секоја цена да направиме некако волумен, така натака, пред се гледаме тоа да тие возила бидат квалитетно продадени, да постпродажбата ја прати продажбата. Затоа со таа цел отворивме нов продажно-сервисен центар во Белград. Концептот наш, идејата е да, како сме организирани како компанија, значи 2 центра, едниот е во Скопје, другиот е во Белград. Идејата е да центарот во Белград го покрива пазарот на Србија и на Црна Гора, а центарот во Скопје го покрива Македонија, Косово и Албанија. Значи 2 имаме централни лагери на возила и 2 лагери на делови и целата логистика, значи за овој регион, значи од 5 држави. Се надевам дека со оваа организација ќе биде доволно ефективна и ќе покаже резултати, сигурен сум дека ќе покаже резултати. Во секој случај самиот, да кажеме, самиот волумен, значи на самата популација на луѓе и волумен на продажба обезбедува, ни дава известност, ни дава некаква сигурност дека ќе може да бидеме многу побрзи и многу поделотворни во работењето. Значи едноставно да можеме да испорачуваме возила што е можно во најмал рок и логистиката, она што е главниот проблем, значи за постпродажбата, резервните делови да се скрати на што е можно помал период. Volvo ја представи официјално караванската изведба V90, чија премиера за јавноста ќе се одржи на автосалонот во Женева. Ова е трет модел од новата серија 90 на брендот, во која влегуваат веќе прикажаните XC90 и S90. Новината е базирана на долгогодишните традиции на Volvo во изградбата на караван возила. Првиот таков модел на марката, Duet, излезе пред 60 години, потсетуваат швеѓаните. Новото комби е изградено на платформата SPA, веќе позната од седанот S90 и теренесот XC90. Во моментот нема информации за димензиите на V90, се чуваат за во Женева, но се очекува тие да бидат слични со верзијата на седанот S90. Објавено е само дека багажникот на караванот има волумен од 1526 литри со склопени задни седишта. Слично на другите два модели кои користат архитектурата SPA, новиот V90 се опремува само со 4-цилиндерски мотори од семејството Drive-E. Тоа се 2 бензински, 2 дизел и 1 хибриден. Од Volvo на представувањето истакнаа дека V90 е со најбогатиот пакет на системи за безбедност на пазарот. Тоа вклучува голем број на функции, меѓу кои системот IntelliSafe Assist, кој нуди адаптивна контрола на крстарење со предупредување за почитување на растојанието и програмата за полуавтономно управување Pilot Assist.
Иако од Рено најавија за годинава враќање на големата сцена на новата верзија на моделот Алпине, тоа не се случи. Шефот на Рено, Карлос Гон, во Монте Карло, наместо очекуваниот сериски модел, представи уште една студија, концептот Рено Алпине Vision, со кој пошироката јавност ќе може да се запознае на автосалонот во Женева. Сепак, за да нема разочарување, во оваа прилика најавен е сериски модел кој ќе пристигне кон крајот на оваа година во форма на спортски двосед, кој ќе чини околу 50.000 евра. Инспирацијата за полнокрвниот спортист од Рено со погон на задните тркала доаѓа од моделот А110, а производството на серискиот модел ќе се одвива во фабриката Dieppe. Идниот Рено Алпине ќе располага со 4-цилиндарски 1,8 литарски турбобензински мотор со 250 до 300 конски сили во зависност од софтверската поддршка. Моторот ќе биде во спрега со 7-степен менувач со двојна спојка. Со ваква моторизација и најавената тежина од 1100 кг, реинкарнираната Алпине до 100 ќе забрзува за помалку од 4,5 секунди, како неговите конкуренти Porsche Cayman, GTS или GT4. Постојат и неофицијални најави дека овој модел би можел да се произведува и со хибриден погон на сите тркала. На крајот нешто и за дизајнот. Автомобилот е опремен со модерна дигитализирана кабина и инструмент табла како моделот Audi TT. Забележливи се тркачките седишта, кожниот тапацир и многуте детали од алуминиум и карбон фибер. Ферари го представи својот нов модел GTC4 Lusso пред клиенти на специјално организиран настан во Вила Ерба на езерото Комо во Италија. На манифестацијата што се организира пред официјалната јавна премиера на возилото за време на меѓународниот салон во Женева во март, беа поканети речиси 1000 луѓе од целиот свет. Тие беа првите кои го видоа GTC4 Lusso со пакет Taylor Made Nuovo Grigio Ferro демонстриран од Себастијан Фетел и Кими Раиконен. Ферари GTC4 Lusso е опремен со V12 мотор со максимална моќност од 690 конски сили и вртежен момент од 697 Нм, а погонот и управувањето се врши преку сите 4 тркала. Во состојба е да се забрза од 0 до 100 км/ч за 3,4 секунди и да развие максимална брзина на движење од 335 км/ч. Оделението за специјални операции SVR на групацијата Jaguar Land Rover за прв пат работеше на моделот спортската марка, односно F-Type, да го унапреди соодветно во најбрз и најсилен модел под знакот на дивата мачка. F-Type SVR е посилен, полесен, со подобрено подвозје, активна аеродинамика и модифициран погон на сите тркала. За сето тоа во комбинација со лесната алуминиумска конструкција на стандардниот модел да понуди максимални перформанси. 5-литарскиот V8 со механички компресор од F-Type R е калибриран според примерот од F-Type Project 7 и располага со 575 конски сили и 700 Нм, па забрзувањето до 100 трае 3,5 секунди, а крајната брзина на купето е 320 км/ч, а на кабриолетот 314 км/ч. Поголемите отвори за воздух во предниот браник, заедно со модифицираните интеркулери и отвори во хаубата се грижат за подобрено ладење и поголема ефикасност на моторот. Издувниот систем е изработен од легура на титаниум и инконел, издржува повисоки температури. Подвозјето на SVR е целосно преработено со користење на предностите на приспособливата амортизација и модификации во водењето на тркалата. Промени претрпа и 8-степениот менувач
подмамувач со двојна спојка. Целото возило е за 25 кг полесно од F-Type R, односно за 50 кг со опцијата за карбон керамички сопирачки и карбонски покрив, што во комбинација со оптимизираната аеродинамика ги качува возните својства на уште повисоко ниво. Премиерата на SVR е закажана за предстојниот салон во Женева во март. Јагуар веќе стартува со нарачки. Цената е 140.000 евра. Со четвртата генерација на Renault Megane се дружевме во Ровињ и во очекување на новината на македонскиот пазар ви пренесуваме дел од првите импресии. Новиот Megane се карактеризира со иновативниот дизајнерски идентитет на Renault, вклучувајќи големо, исправено диамантско лого и широка маска, како и квалитетна хромирана рамка имплементирана напред и од страна. Аеродинамиката е силна карактеристика на дизајнот со широки отвори за воздух од двете страни напред, лопатки од зади и моторизирани вентили, кои автоматски се затвораат за да се намали воздушниот отпор. Динамичниот и агресивен стајлинг на новиот Megane се базира на добро избалансираните пропорции. Тој е за 64 мм подолг и за 25 мм понизок во однос на третата генерација, а меѓуоскиното растојание изнесува 2669 мм, што е поголемо за 28 мм и е релативно подолго во однос на најголемите конкуренти во најжестоката класа. Напред, дневните светла вклучуваат LED технологија. Верзии со повисока опрема на новиот Megane се опремени со Full LED светлосни модули за средното и долгото светло на фаровите. Оваа Pure Vision LED технологија нуди суштинско подобрување на видливоста во текот на ноќта во споредба со халогенски фарови. Задните светлосни блокови, исто All LED, се со димензии кои светат постојано. Овој нов хоризонтален стил помага да се фокусира широчината на возилото. Дизајнот од екстериерот е на свој начин пренесен и во интериерот. Посебно внимание е посветено на изработката и на квалитетот на материјалите, за да се подобри дополнително удобноста во Megane за време на патувањата. Комплетот хай-тек карактеристики позиционирани околу возачот се базираат на идејата за L-обликуван кокпит. Традиционално имплементиран во автомобилите од повисокиот сегмент, head-up во боја дисплеј го има своето деби во новиот Megane. Во прилог на ова се и 7-инчен Color TFT дисплеј, плюс вертикално сместен 8,7-инчен AirLink екран на допир на централната конзола. Посебно внимание е посветено на квалитетот и хармонијата на атмосферата во кабината. Централната конзола е широка со две тенки блескави линии чии нијанси може да се прилагодат со помош на технологијата MultiSense. Аудиосистемот Bose обезбедува високо квалитетна звучна средина. Седиштата се со максимална удобност и во нив е користена пена со двојна густина. Топ верзиите доаѓаат со грејењето на седиштата и електрично лумбално подесување и масажа. Волуменот на багажникот на новиот Megane е 384 литри. Новиот Megane вклучува најнова технологија за поддршка при управувањето, пакет системи кои неодамна беа представени кај новите S-Pace и Talisman. Целиот спектар на ADAS функции се активира и контролира преку AirLink 2 таблетот. За подобрена безбедност, тука се контролер на брзината преку ACC, адаптивна контрола на крстарење и автоматизирано принудно запирање AEBS систем за предупредување за напуштање на лентата на движење, сензор за безбедно растојание, предупредување за пречекорување на брзината, поврзано со препознавање на сообраќајни знаци и контрола на мртов агол, камера за возење наназад, предни, странични и задни паркинг сензори и Easy Park Assist за интерфон паркирање.
Палетата на мотори е составена од дизелските Energy DCi 90, Energy DCi 110, поврзана со 6-брзинска EDC автоматска трансмисија со двојна спојка и Energy DCi 130, како и бензинските Energy TCE 100, Energy TCE 130 и Energy TCE 130 со 7-степена EDC автоматска трансмисија со двојна спојка. Во почетокот на 2017 ќе се појави хибрид асист дизел. Со овој погон, новиот Меган ќе се позиционира како лидер на пазарот во однос на потрошувачката на гориво и CO2 емисии. Од следната година Volvo ќе почне да произведува автомобили без клучеви. Отворањето и затворањето на вратите во овие автомобили на шведската марка и стартот на моторот ќе се врши со помош на посебна програма која ќе може да се инсталира на смартфон. Неодамна Apple патентира нова технологија која овозможува да ги контролирате системите на возилото преку iPhone. Најкорисни функции од оваа програма се очекува да бидат далечинско стартување на моторот без клуч и автоматско отворање на вратите и багажникот. За да го направи ова, собственикот на автомобилот ќе треба да го синхронизира својот смартфон со автомобилот преку Bluetooth. Смартфонот и автомобилот постојано ќе разменуваат пакети на податоци. Например, ако на iPhone-от открие дека собственикот доаѓа до возилото, системот освен што ќе ги отклучи вратите, автоматски ќе активира климата или грењето внатре во кабината, но и некои други функции по потреба. Европската поделба на Nissan го означи почетокот на продажбата на новиот Leaf од 30 киловат-часови. Во споредба со својот предходник, Leaf 30 нуди не само зголемување на автономијата за 26% до импресивни 250 километри, но и доаѓа со промени во однос на дизајнот и технологијата. Електромобилот се нуди со две нивоа на опрема, Акцента и Текна. Важно е да се истакне дека и покрај поголемата батерија, обновата во дизајнот, така и според хемискиот состав, новината ќе предложи ист простор во интериерот како својот предходник. Батеријата на Nissan Leaf 2016, која доаѓа со 8 години гаранција или 160.000 изминати километри, ќе се полни на познатите начини, во домашна атмосфера, на јавни станици или со помош на посебна инсталација за брзо полнење. Благодарение на новата функционалност на системот Nissan Connect EV, собствениците ќе можат далечински да ја следат моменталната наполнетост на батеријата, да активираат предходно климатизација на електромобилот или други функции. Системот е во можност исто така да исцртува картичка со најблиските полначи станици и информации за тоа која од нив е зафатена во моментот. Британската компанија River Simple го представи својот градски водороден автомобил Rasa, чија главна карактеристика е што изминува 100 км само со 300 грама водород. За изгледот на машината одговара австриецот Кристофер Рец, поранешен шеф дизајнер на Алфа Ромео и на Centro Style Fiat. Во основата на River Simple Rasa лежи карбонски монокок со тежина од само 39,6 кг. Однадвор покривните панели се од различни композити, а вкупната маса на прототипот е само 580 кг. За движење машината користи 4 електрични мотор тркала со максимална моќност од 14 киловати и 160 Нм секое. Тие се напојуваат од компактен блок горивни елементи со моќност од само 8,5 киловати. Водородот се чува во резервоарот при притисок од 350 атмосфери, а количеството му е едва 1,5 килограми. За споредба, резервоарите на Toyota Mirai сместуваат 5 килограми. Независно од тоа, благодарение на помалата маса и повисоки КПД на агрегатот, со едно полнење Rasa минува 483 километри. За овој резултат помагаат уште и тесните гуми Michelin со ултранизок отпор при тркалање.
Шефот за дизајн на Jaguar, Jan Kalum, без нималку скромност, тврди дека новата генерација на моделот XF е најатрактивниот автомобил во класата. Секако, на ова веднаш реагираа германските експерти за стайлинг со своји коментари, што е и сосема разбирливо, бидејќи Audi A6, BMW 5 и Mercedes E-класа добија на вистина силен конкурент. Многу пати сме напоменале дека за вкусовите е непожелно да се дискутира, но ако ние судиме за изведбата која ни беше на располагање, секако Јан Калум е во право. Една од најважните новини која со себе ја донесува второто поколение на моделот е сосема новата конструкција направена дури 75% од алуминиум. Овие 3/4 на шасијата од лесниот материјал придонесуваат за 190 кг полесна вкупна тежина на автомобилот и цврстина на каросеријата зголемена за 28%. Со ваквите вредности, Jaguar успел XF значително да го прилагоди на денешните трендови, иако автомобилот што се однесува до димензиите не претрпе кој знае какви промени во димензиите. Впрочем, новиот Jaguar XF е дури пократок за 7 и понизок за 3 мм, но затоа поголемо е меѓуоскиното растојание за 5 см, што секако е гаранција за поголема внатрешност. Ова е, гледано од експертска гледна точка, на вистина за почит, а не смее да се заборави и на фактот дека промените на димензиите воопшто не им попречија на дизајнерите да креираат далеку по-аеродинамичен облик кој резултираше со коефициент на отпор на воздухот од 0,26. Секој детаљ од формата на целосно новиот XF е оптимизиран за аеродинамичната ефикасност, од интегрираната форма на предниот браник до елегантно продолжениот нагоре капак на багажникот, секој елемент работи во единство со останатите за намалување на воздушниот отпор при повисоки брзини. Предните ксенон светла со LED, дневна технологија и специфичната решеткаста трендовска маска, како и големите отвори за воздух, го карактеризираат предниот дел. Купеовскиот стайлинг на целосно новиот XF комбинира силна визуелна архитектура и голема застаклена површина, за да го засили чувството на воздух и простор во внатрешноста, а за дополнителна визуализација во верзијата што ја управувавме, тука беа 18-инчните филни. Еден од многуте истакнати финални ефекти на новиот XF се задните LED светла со лентовидна графика, инспирирани од F-Type со двоен кружен елемент скратени по средината. Внатре, новиот XF нуди извонреден избор на луксузни елементи и изобилство од простор. Интелигентниот дизајн и современата изработка создаваат луксузна и удобна средина. Командниот центар на системот InControl со екран на допир од 10,2 инчи обезбедува различни функции наменети да се направи доживувањето за доправувачот поефикасно, но и позабавно, со подобра поврзаност, а се разбира и побезбедно. LED внатрешните светла и оние за читање обезбедуваат јасно персонализирано осветлување, доколку изберете дополнително амбиентно осветлување, низ целото купе се нагласува елегантниот интериер на XF. Целосно новиот XF е најдобар во класата што се однесува до местото за колената на патниците на задните седишта, како и за главата, нудејќи повеќе простор и комфор. На крајот, секако треба да се спомене и багажниот простор, чиј волумен е 540 литри. Новата агрегатска Ingenium понуда со ниска CO2 стратегија на погонскиот состав, проектирана да постави врвен баланс во однос на ефикасноста на горивото, префинетоста и перформансите, е дел и од XF гамата. Под капакот на тесниот модел чукаше 2.0 4-цилиндерскиот дизел агрегат со моќ од 180 конски сили. Чистото согорување, променливото време на работа на издувните вентили и софистицирана емисија на гасови осигуруваат третман во склад со Евро 6 стандардите. Располага со малку поголем вртежен момент, 430 Нм, и покажува малку поголема агресивност во однос на нив. Работи мошнетивко, без оној специфичен резок дизелски звук, лесната слабост под 1500 вртежи во минута, речиси целосно се
се компензира со прецизната работа на автоматската трансмисија со хидрауличен конвертор на вратежниот момент. Во овој случај станува збор за врвен ZF8HP. Неверојатно, но оваа мачка и покрај агресивноста е мощна и економична, што е уште еден силен атрибут за новата палета дизелски агрегати. Нам на тестот ни покажа дека троши во просек 6,2 литри, што секако е над декларираните, но сосем за почит. Ако напоменеме дека ова навистина е еден од најчистите агрегати со само 114 грама на километар CO2, тогаш сме кажале многу за моторот. Ова е еден од најбезбедните автомобили во сегментот, потврден и од Euro NCAP, не само поради својата конструкција, туку и пакетот системи кои ги има веќе во стандардната опрема. Уникатниот систем All Surface Progress Control на Jaguar им обезбедува на возачите на X-Safe дополнителна сигурност при лизгав коловоз, без разлика дали сте на снежна, подмрзната или влажна подлога. Технологијата на Jaguar за препознавање на сообраќајните знаци TSR користи високо прецизна, насочена напред камера која ги открива ограничувањата на брзината и знаците за забрана на пристигнување, а потоа ги прикажува за возачот. XF е стандардно опремен со систем за предупредување за напуштање на лентата, која издава предупредувачки сигнали во случај возилото ненамерно да ја напушти истата. Во прилог на ова е достапна иновативна технологија, асистент за придржување во лентата и следење на состојбата на возачот. Цврстите и лесни алуминиумски компоненти во системите на предното и задното подпирање му помагаат на X-Safe да реагира правовремено во секоја ситуација. Системот за погон на сите тркала AWD на целосно новиот XF обезбедува самоуверено управување на секакви површини. Водечки во класата технологија кај моторите кои обезбедуваат намалување на тежината и ја зголемуваат ефикасноста во споредба со претходниот XF. Системот го користи најновиот софтвер на Jaguar, интелигентна динамика на погон за да ги следи условите на возење до 100 пати во секунда, гарантирајќи точни нивоа на преден и заден вртежен момент. Цената на вака спакуваната мачка во премиум автоцентрум е 63.910 евра, но се разбира, имате многу можности за дополнување на опремата. Со седиште во Силиконската долина, компанијата Active Motors објави дека почна да прима нарачки за првиот во светот смарт детски електричен картинг. Уникатната детска изведба Arrow се разликува од сите актуелни понуди на пазарот во неколку елементи. Главниот од нив е тоа што детето од 5 до 9 години може да управува со електричниот картинг, а сето тоа да биде контролирано без било каква опасност од рацете на неговите родители. Оптималната безбедност се постигнува благодарение на Wi-Fi модулот со кој е опремен Arrow и специјалната апликација за мобилни уреди со оперативни системи iOS и Android. Со негова помош, родителите може да ја контролираат максималната брзина на движење до 19 км на час, да активира радарски систем за спречување на удар, да доведе до итно прекинување на движењето, да одбере максимална безбедна зона и друго. Апликацијата е насочена и кон самите мали пилоти, давајќи им можност да ги персонализираат звукот на својот картинг, да следат статистика за растојанието, максимална брзина на движење. Цената на Arrow, кој е опремен со литиум-ионска батерија, која обезбедува непречено управување со картингот околу 45 минути, изнесува $599,95, а првите испораки се очекува да бидат реализирани во текот на летото на оваа година.
Автомобилската индустрија може да направи револуција во канцеларискиот мебел. Nissan е на пат да го стори тоа, создавајќи го првиот во светот Intelligent Parking Chair. Интелигентниот стол се прибира сам под маса, а технологијата е слична на автономните системи во автомобилската индустрија. Столот користи електрични мотори, кои можат да го движат за 360 степени. Работат заедно со 4 камери лоцирани на покривот на собата во која се користат, кои помагаат за навигацијата. По извршувањето на поставките, вработените само треба да плеснат со рацете за да се прибере столот на неговото место. Годинишново издание на Салонот за автомобили во Женева се одржува од 3 до 13 март. Новинарските денови се резервирани за првите 2 дена од месецот, а ова ќе биде 86-то поред во неговата историја. Од халите на Палекс по Конгресниот центар се очекува да бидат испратени нови силни сигнали во автомобилскиот свет. Европа полека ги олабави стегите на кризата, па несвојствено за Женева ќе видиме многу новитети кои веќе по саимската манифестација ќе се најдат на патиштата во однос на концепти, студии, прототипи кои ни ја предочуваат иднината. На брегот на Женевското езеро во 10-те хали на Палекс по Конгресниот центар на над 110.000 квадратни метри во спектарот на бои од рефлекторите се очекуваат над 900 експонати од 250 изложувачи од 30 земји. Несомнено, ова е еден од највлијателните автомобилски салони во светот, кој годинава донесува, верувале или не, над 100 премиерни изданија. Мошно интересно, поголем дел од нив не се само визија за иднината, туку модели со нови технологии кои едноставно ги очекуваат првите предизвици. Ова е, би рекле, прв исчекор во ослободувањето од стегите на економската криза, па затоа и ваков интерес за настап на првиот салон во календарот на ваквите саемски манифестации на стариот континент. Секако не може без епитетот единствен на неутрален терен, се мисли земја каде нема производител на возила, па затоа оваа манифестација и овој пат мора да биде најпрезентативна во целата автомобилска индустрија.